Вакцините се една од најуспешните и најекономични здравствени мерки во светот, а имунизацијата е неопходна за да се спречат болести и да се заштити животот. Ваква е пораката од медицинските работници по повод Европската недела на имунизација, која годинава се одбележува од 20 до 27 април. И во време на пандемија на коронавирус, вакцинацијата според редовниот календар се одвива непречено, велат од службата за вакцинирање на здравствениот дом во Гостивар. Од лани за бебињата задолжителни се нови 2 вакцини, објаснува докторката Адриана Бака. Вакцина против ротавирусот, што се дава во 3 дози. Првата доза се прима на 2 месеци, втората доза на 4 месеци и третата доза се прима на 6 месеци. Втората вакцина воведена е вакцината пневмококната вакцина, која ги заштитува децата против респираторните инфекции и е многу пожелна повеќе за децата што одат и посетуваат градинки, бидејќи таму најчесто се среќаваат со тие инфекции. И таа вакцина се прима на 3 дози. Првата доза се дава на 2 месеци, втората доза на 4 месеци и ревакцинација на првата година. По епидемијата на морбили во земјава минатата година, кај родителите веќе нема толку голем отпор кон МРП вакцината. Опфатот на деца со оваа вакцина која штити од морбили, рубеола и паротит на гостиварското подречје сега е задоволителна, оценуваат од службата. Во 2018 многу деца не се вакцинира против морбили, тоа една година покасно се покаже и се заразија многу голем број на деца од таа болест. Сега се по-сензибилни и да се вакцинираат и можеме да речеме дека е доброволна бројката што ја примаат вакцината. Поради вонредната состојба и согласно препораките да нема групирање на населението, годинава за неделата на имунизација ќе изостанат вообичаените промотивни настани, кампањи и едукативни предавања. Во службите за вакцинација со цел да се избегне истовремено присуство на голем број лица, се прави распоред и вакцинацијата се спроведува со претходна покана и со закажани термини.